Денеска е меѓународниот ден на епилепсија, дали го знаеш тоа? Не. Не знае. Па не знаев. Не. Не знаев. Дали знаеш што е епилепсија? Знам. И не значи дека нешто да мора да е константно. Понекогаш може и генетско наследство да има од тоа или од после многу стресови што ќе доживеат некој човек кој да е не разликува возраст, може епилепсија да покаже. И не е константно, може да се онесве за 2-3 сати и после 2-3 месеци да не се гледа истото. Или тоа се мора да се третира, пак се контролира, се гледа со ЕЕГ нормално, како е броновите се гледа во мозокот, како алфа, бета, како што треба да се, дали функционира тоа правилно, за да се види дали тоа ќе биде константно или не, дали треба некој директно диагноза да се стави за тоа. Да, напади, то се напади. Кој се тресат. Дали знаете што е епилепсија? Да. Дали познавате некој што има епилепсија? Не. Тетка ми има епилепсија. Да. Другарка дечко имаше и плюс имам и другар така. И што знаеш за епилепсијата? Не доволно, искрено, не доволно. Никогаш не сум била околу неа кога имала некаков епилептичен напад. Така да мислам дека не сум доволна. Дали мислите дека има доволно свест за епилепсијата кај нас? Дали доволно се информирани? Не, у никој случај, не. Па треба увек да имат некој придружител, да ги придружува некој. Државава да се грижи малку повеќе, да им дадат некоја хонорарна работа така по 2-3 сата нешто. Колку што знам, јас подлабоко не знаат. Мислам дека не се толку свесни секој. Тие што се по факултет, што да студенти посвесни се отколку народот што треба да се. Не е многу висока, значи тие деца се отфрлени, родителите не ги подготвуваат, значи децата. Како овој ден, пример, ти би го подобрила? На кој начин? На кој начин? Па, искрено, да се направи и меѓународно, мислам дека да се собира некои пари, барем, зато барем на некому, ако се деси нешто, барем за ЕЕГ без пари да им се направи нешто, ако има нешто поскапо средства, на некој начин да им се помага. Ако сигурно мислам дека претежно од странство се зема лекарство, барем на некој начин да го третира, барем државата ваму да го донеси. Кога се баре по фармација, например, да не ни кажува до странство, викајте, наместо да се каже имаме или ќе ви го донесеме наместо тоа. Со осигурување да биде нешто намалени цените и така би требало да е. Треба едукација. Дефинитивно некако да се најде начин да се подигне свеста. Некако на социјалните мрежи повеќе информации да се праќаат за епилепсијата најверојатно. Преку информации? Да. Кампања информации. Само преку тоа, друго не може ништо. Дали има стигми за епилепсијата? Од моја перспектива нема, ама сигурно луѓе што имаат епилепсија ќе кажат дека има некакви стигми.